Здраво на сите! Гледате уште една епизода на Марија во Америка. Ова е подкастот кој што ги раскажува македонските судбини и сите оние кои што живеат овде во Америка и нивните приказни каде и да се, што и да прават, што и да работат. Јас се трудам тоа да ви го донесам вас на еден интересен и уникатен начин. Мојата денешна гостинка има навистина инспиративна и убава приказна, а зошто? Дознавате по најавната шпица. Ова е Марија во Америка на YouTube. Лайк, subscribe и share. Започнуваме веднаш. И како што ви најавив, мојата гостинка денес има навистина убава и инспиративна приказна. Затоа што верувале или не, таа е сопруга на свештеник, односно попадија. Нејзиното име е Лидија Стевковска и можеби на самиот почеток тоа нема да ви значи ништо, но со самото тоа што е сопруга на отец Константин овде во Чикаго во Америка си има значење и улога само по себе. Лидија, добре ми дојде во подкастот и многу ми е мило што те имам во моје друштво. Добро те најдов и ти благодарам на поканата. Драго ми е што се гледаме, се договоривме да седнеме да помоабетиме, односно да ја откриеме таа другата страна. Како е да се биде сопруга на свештеник, како е да се биде попадија, како е да се носи со таа улога. Како ти се чувствуваш како попадија за самиот почеток? Да, па вака, после веќе толку време поминати заедно, веќе 13 години во брак, се чувствувам одлично, убаво, исполнето, среќно. Така. Ти беше убаво да нормално да го запознаеш и сето тоа, но Лидија ни доаѓа од Скопје. Од Скопје. Родена и порасната во Скопје. Се запишуваш на средно фризерско училиште, завршуваш, си работиш. Да. Долги години си во студио Диор, така, во Скопје. Градиш кариера. За сега да си овде во Чикаго и да нормално го поддржуваш твојот сопруг во мисијата овде во Чикаго како свештеник во црквата Света Петка. Каде се запознавте, Лидија? Да ја почнеме приказната од почеток. Вака, ние се запознавме во Охрид. Јас бев со друштво на викенд. Он беше со негово друштво и така случајно се запознавме. Така, сосема случајно, недоговорено. Недоговорено. Тогаш он беше на студии, мислам, учеше да стане свештеник? Да. Така, беше на училиште, што се вика? Не, имаше завршено училиште, беше како пејач, работеше како пејач во црквата во Богородица, во Скопје. И кога се запознавте, и кога дозна дека ете, ќе стане свештеник, дека е веќе, нели, свештеник, си викаш, леле, што ме чека? Или... Па не, на почетокот дека нели не беше толку многу како изненадно, нели како дека ќе биде свештеник. Нели како повеќе беше како другите тоа би го прифатиле, нели како до сега особено на пример во мојата друштво, фамилија на пример никогаш немало некој што имал нели свештеник како партнер. И, например, повеќе е тешко тоа како би го сватиле другите луѓе, отколку, например, за мене. Така. Да. Значи, ти беше малце предизвик со тоа како ќе го представиш сопругот на фамилијата. Да, како јас би го представила него и како тие би го прифатиле, како што би кажала, нели, дека ќе биде свештеник. Така, како одеше тоа представување, како го прифатија? Па, можам да кажам дека многу добро, нели, да се биде свештеник е сепак, нели, озбилен, можам да кажам, сериозен човек, нели? Да, не е едноставна функција. Не е едноставна функција и дека навистина треба да бидеш многу посветен, сериозен, дека треба да прифатиш, нели, работата и така. Дека си уствари ти учествуваш во истата мисија како што ја има и он. Значи, твојата фамилија нели го прифаќа, но самата ти потекнуваш од религиозна фамилија, од така, луѓе посветени на црквата. Да, моите, например, од на мајка ми страна, на татко ми страна, можам да кажам дека се многу религиозни луѓе, дека секогаш сакале да помагаат во црквата. Татко ми исто е член во одборот во црквата, кај што помага и
Нели секоја сме оделе на големите празници во црква, сме постеле за сите големи празници, си имаме слави што се ги славиме. Така Значи, да. религијата е едноставно дел од тебе. Дел Растеш од- со тоа, да. се учиш на тоа Да. и запознаваш дечко, односно твојот иден сопруг кој што, нели, е во Е тоа, во е директно тоа, инволвиран да. во тоа. И сега дека можам да кажам дека навистина е многу, нели, дека имаш свештеник во фамилијата и нели сите како за повеќе се осеќаат послободни за да се консултираат нешто повеќе ако треба, за Да помош за за совет, за така. исповед, за секаква потреба. И сега Лидија знаеш дека ќе стане свештеник, но пред да стане свештеник мора благослов и од тебе, така? Мора ти да се согласиш дека он може да добие улога на свештеник и заедно да бидете во тој заеднички тоа, живот. да. Како изгледаше тоа? Па Каква е таа процедура? таа е процедура што на пример нели ти даваш согласност дека он ќе биде 24/7 достапен за другите верници и дека уствари ти исто ја имаш улога во таа негова мисија. Така. За како на пример ние би биле пример за останатите како да веруваме нели во религијата, во тоа што треба да го правиме и како да изгледа сето сето тоа, да. тоа. Даде заклетва, има некој чин кога се случува сето тоа или на денот на венчавката? Не, тоа е на пример за како мисли за Кога даваш, нели, дека он дека се согласуваш на тоа, да. ствари само потпишуваш како лист ти дава. Како лист, како ти формално. потпишуваш формалност, да, дека се согласуваш со тоа. Со сето тоа што Да. те следува. Да. Но кажи ми за кога Лидија ја побараа за жена и каде се случи сето тоа? Тоа се случи во Скопје, во ресторан, да. Така, значи малку интимно, Да. убаво. После колку време во врска решивте да стапите во брак? Тоа се случи после година и пол. Супер. Да. Значи после година и пол После година и пол ме побара за сопруга. и се случи Да, тоа што се да. случи. Имавте свадба. Каде беше тоа? Каде прославата? Прославата беше исто во Скопје, ние двајцата сме од Скопје. Исто беше во Скопје, во ресторан, имавме голема свадба од двете страни. Браво. Да. Весело, Беше убаво. многу убаво, весело, со колеги, со пријатели. И веќе твојата улога како, да речеме, попадија може да започне. Да. Каков беше почетокот на живот како попадија? Па, мислам, не беше нешто многу тешко, како што кажав претходно, нели, јас и претходно, нели, сум одела во црква, сум постела за празници, за Ништо ново не ти ништо беше. дека е нешто ново што јас би сменила толку многу во мојот живот, нели? Само што, на пример, сега може малце повеќе учествувам во обврските со него, на пример, ако треба некаде да патува, нели, одиме заедно, присуствуваме секаде заедно за некои големи настани кај што треба. Така. И 2020 доаѓате овде, во Америка. Ве распоредуваат во Чикаго, во црквата Света Петка, која што се наоѓа во Чикаго, и започнува една сосема нов живот за вас. Какви беа почетоците, Лидија? Тоа беше сосема случајно. Никогаш, на пример, не би помислиле порано дека би дошле во Чикаго, нели, на местото на отец Стојан, поради неговото пензионирање, и имавме другар што живее тука, многу близок на сопругот, и ни кажа како демек има место како за свештеник, како дали сакате да дојдете, и после тоа маж ми се консултираше и така испадна сето тоа за да дојдеме овдека. Значи така излезе преку Да. пријател, се консултиравте, се договоривте и се надам, нели, владиката прифати. Да, се така. нормално со благослов од владиката, со Сите тие да, процедури сите тие поминат. процедури, документи, сето тоа. И еве сте И овде. сме овдека. Како ти се чинеше тогаш, кога дојде за прв пат во Америка? Со што се соочи? Па, првиот пат кога дојдовме, значи беше тоа февруари, 28 февруари 2020 година. Беше тоа баш пред ковидот, Да. беше многу тежок период. Да.
Така да не беше баш едноставно, кога веќе се беше затворено, нели, но како што кажав, дека имаме до пријатели и беше малце полесно кога имаш некој кој да ти покаже, нели, да ти укаже, да те смести. Така. Е многу полесно. Да, многу е поразлично. Особено во тој период, нели. Така, но некако тој период помина. Помина, нели? Се така, како во сон. И еве сте, но се соочувате со уште еден предизвик затоа што доаѓате со две дечиња. Тогаш мали. Мали, да. И нели доаѓаш во корона, пред корона ситуација, па се случува и короната и со дечињата и сопругот почнува нели со новата работа, еден период на транзиција би рекла. Но се снајдовте бргу. Бргу, да. Короната заврши, веќе си почна животот во нормала. Како течеше животот понатаму после короната? Од кога се средија работите, од кога веќе се знаеше дека нели денот е ден, ноќта е ноќ? Па нели, имаме многу е полесно нели кога си со деца, кога имаш две дечиња, нели си имаш обврски околу нив, со школа, со активности и се е многу полесно. Да. Нели, баш беше период кога почнува и во школа веќе. Така што Летото беше нели кога заврши сето тоа и веќе од септември кога почнуваат во школа, се запишуваат и нели активности. Отец Константин си оди на работа. Си оди на работа, нели, секој ден? Да, јас сум дома со децата, потоа што има онлайн часови, така да јас останав со нив дома. И од кога помина тој период, баш тие 2 години кога нели не можеш уште да работиш, после тие 2 години почнуваш со работа. Да. Си почнуваш со твојата професија. Така е, да. Откако веќе тоа сето помина, нели, едното дете постарото во школа, другото почна да оди во градинка и јас почнав да одам на работа. Јас нели како фризерка почнувам да работам во фризерски салон во Чикаго. И таму си се уште? Таму сум се уште, да, така. скоро 4 години. Така. Да. Како што оди историјава, каде ќе започнеш, таму си. Така? Да. Не си некој човек кој што сака многу да... Мислам, ако ти одговара се, зашто да не, нели? Да. Си таму и си... Нели се е навика. Да. Така да. Се што почнуваш од почеток е нов чекор и не е баш се така едноставно. Кога луѓето ќе те запознаат и кога нели си имаш свое место, да. Лидија, живеете под очите на јавноста, нон-стоп, 24 часа, на секогаш му треба нешто. Отец Константин е на телефон достапен во секое време, но тоа си носи и нели данок кон фамилијата, данок кон тебе, но сепак тоа е јавна професија на која што тој е се согласил дека ќе работи, како тој така и ти. Како успевате да го живеете животот надвор од очите на јавноста? Како успевате да ја задржите вашата приватна страна надвор од јавноста? Па, нели, кога сме надвор од обврските, нели, кога ќе почесто гледаме да одиме некаде заедно со децата, да го искористиме максимално, за да се сокриеме да, малку. Колку што можеме, да. Доаѓа ден недела кога секогаш, скоро секоја недела има нели служба. Како изгледа денот недела за вас? Како се подготвувате за таа служба? Како фамилија, како ти како попадија, свештеникот, децата, во колку часот одите во црква? Па излегуваме рано наутро во 8, значи се припремаме од вечерта, излегуваме рано во 8, пред 9 часот да бидеме веќе таму, нели си има процедура што се пред да почне литургијата, каде што се спрема. Која е твојата улога? Што ти подготвуваш? Што ти спремаш? Помагаш во женската секција во самата црква, да. Си член? Помагам, да. Така. Помагам кога треба нешто, например, секоја сум тука да им помогнам. Секојаш тука присутна. Тука присутна секоја недела. Подршка на сопругот. Подршка, да, нормално. Ние сме тие што сме пример за сите други да учествуваат во така. Лидија, на литургија, да. Да. Има ли посетеност на литургијата? Доаѓаат ли македонци? Има, да, има. Така. Лидија, вака кога ќе си го видиш животот од страна, сонуваше некогаш за ваков живот, за ваква улога, за вакво случување на нешто? За вака не баш. Не? Не. Како замислуваше, а како излезе?
Па, како замислував, дека, нели, не дека би дошла овдека, дека би почнала се од почеток, се од ново, нели? Тоа е Така. малце што никогаш не би се надевала. И Згрешивте ли, мислам згрешивте? Убаво вие тука кога дојдовте или би сакала да се вратиш назад? мислам дека сега би останала, дека е убаво, нели? Секој чекор нов е добар да го направиш, нели? Секогаш викаме дека секогаш имаме и кај да се вратиме, ако не пробаме не би знаеле. Да. Така што убаво е што Да, пробавте, убаво е да. што дојдовте и драго ми е што сте овде. Вие сте прилично млади луѓе, значи тоа е убаво затоа што младите луѓе привлекуваат и млади луѓе, не дека постарите нема да доаѓаат и не си доаѓаат во црква, но некако една нова крв, една нова генерација е нешто така, ветер во грб за самата црква и за самите луѓе. Ја почувствувавте ли вие таа промена при доаѓањето на луѓето во црква како доаѓаат и помлади, затоа што Помлади. нели вие сте помлади, отецот е млад, дечињата тука. Ја осетивте ли таа енергија на доаѓање и привлекување на млади луѓе? Да, затоа да. Доста, откако сме ние, можам да кажем слободно дека има доста што доаѓаат многу помлади, што имаат, например, деца, што се наша возраст, децата иста, што, например, веќе и се бараат меѓу себе, дали ќе дојде Давид, дали ќе дојде Јован, например, се бараат еден меѓу друг, за да доаѓаат и они да учествуваат исто во литургијата, да помагаат на свештеникот. Ги почитувате сите обичаи во црквата. Нормално се слават сите христијански празници, сите обичаи се практикуваат. Знаете ли од прилика колку македонски фамилии доаѓаат во самата црква? Има ли број на тоа колку луѓе може да се видат во Света Петка? Од прилика. Па за поголемите празници има доволно, да. Дури не ги собира, така. Има доволно, да. А за помалечките Нели, за обична доаѓаат, недела да. кога е служба, недела кога е служба, во главно има, знае да има исто повеќе народ, за поголемите празници малку повеќе. Така да. доаѓаат ли конкретно тебе да те прашаат за совет, нели, како попадија, како жена на свештено лице, да те прашаат така, да си олесна душата, што се вика. Мажите можеби не, но жените можеби да те сметаат за поблиска. Да, па може така некојаш да дојде да се консултираат во врска, може за нешто за околу празникот, например, што би правеле, како би правеле, но за, како што кажав, нели си има женска секција, што повеќе би се консултирале со нив и со свештеникот. Ги постите сите пости фамилиарно, така? Знам дека, како што ми рече свештеникот по телефон, вика ние имаме 4 имендени и сите 4 ги славиме. Ги славиме, така е. Си ги славите по дома, ги славите со гости, ги славите во црква, претпоставувам. Да, па ги славиме во главно дома со поблиските. Нели кога живеевме во Македонија, со поблиските кругот на семејството, тука со друштво. Со друштво, но сепак не сте но сами и сепак тоа не мора сме да се сами, одбележи. А што е со поголемите празници? Дали знаете, например, Великден, да се соберете кај вас или тоа најчесто е во служба на црквата? За Великден, за Божик, за тие поголемите празници, нели се собираме најпрво во црквата, си прославуваме, прво одиме на литургија, потоа си прославуваме доле во салата и може вечерта, например, да друштво да дојде кај нас дома или ние да идеме кај нив, зависи кога како. Че се во духот... Најчесто, например, пошто знаат дека, нели, ние сме повеќе остануваме и подолго во црквата, па секогаш кажуваат каде дојдете вие кај нас, пошто, нели, вие секако останувате покасно. Нормално. Да. Се во духот на луѓето, се во духот на, нели, да има народ, се во духот на традицијата, знаат, нели, да ви дојде и владиката на гости. Да помине да ви види како сте, добри сте, што правите, како децата, како фамилијата. Како се подготвуваш за тој пречек на владиката дома? Па, нели, во согласност, например, кога доаѓа, например, ако е посно, строг пост, нели, посно, се спрема постна трпеза, ако е мрсно, се спрема мрсна трпеза. Се зависи од тоа, например, кој ден, среда, петок, нели. Празник, Великден, Божик, се зависи од кога ќе не посети, да. И
генерално е секој задоволен, така? Да, до сега да. Нема мани најдено, Да. се окей. Кажи ми за твоите рецепти. Сама готвиш, сама си подготвуваш се, сакаш да готвиш? Сакам да готвам, да. Повеќе гледаме дома се да ни биде готвено, си готвиме, да. Следиш рецепти по американска кујна или генерално си насочена кон македонската? Генерално кон нашите. Нема многу Нема многу, да. експериментирање. А што е кога е пости? Исто се насочуваш кон македонската кујна? Кога се постни денови? Кога се постни, да. Мада можам да кажам дека тука има доста многу избор на постни, така да што воопшто и не е тешко да постиш. Воопшто, да. Постиш сите, предпоставам, се постите. Да. Така сите празници, Сите сите празници. пости се издржуваат ли, Лидија, на годишно ниво? Па да, се издржуваат. Ние сме навикнати, например, да постиме, нели сега кога се спремаш веќе, кога знаеш дека иде празник што го постиш, си викаш дај веќе нека дојде, знаеш, доста ми е веќе одмрсна храна, сакам веќе да почнам да постам, така да веќе телото не е навикнато на тој ритам. Така. И децата постат? Или... Машкото почна веќе да пости, пошто веќе има 12 години, веќе го сега за Великден постеше. Добро помина. Браво. Така да, девојчето е уште помала. Полека, мислам дека ќе се навикне, да. Лидија, како изгледа еден ваш ден? Значи, ете, црковна фамилија, свештеник, сопруга на свештеник, 2 дечиња. Како изгледа еден ваш обичен ден? Ево, например, кога сум јас слободна, недела, понеделник, нели недела си е ден за црква, се гледаме максимално да го поминеме заедно, за, нели, со децата, парк, зависи времето какво е, ресторан, ручек, сето тоа. Кога сум дома понеделник, сама, нели, ги испраќам сите на работа од сабаљето, јас останувам дома, да посредам, да им направам ручек, нели, време за себе, да одиш на третмани некој. Така. Ги пречекуваш со активности, со спортови и спремање денот. за наредниот ден. И веќе доаѓа вторник, кога и ти самата мораш да да одиш на работа. Работиш како фризерка, како што рековме. Лидија, една компарација, една споредба со работа како фризерка во Македонија и работа во Америка. Која е разликата? Која е така, таа една разлика во пристап кон пациенти, разлика во работа со коси, какви продукти се користат? Се користат секаде добри продукти и овдека и во Македонија. Разликата е во тоа што, например, овдека, секогаш кога доаѓаат за да се прават, секогаш ги прават како цел третман, например, нијансирање, шишање, фенирање. Додека во Македонија, например, почесто знаат повеќе да дојат само за да се фенира, за шишање. Тоа е повеќе разликата. Таква е разликата. Да. Но и цените се различни, И цените така? се многу поразлични, да. Едно е Македонија, нијансирање, шатирање, Да. друго е овде. Што ти сакаш да работиш? Што ти е омилено да работиш кај клиентка? Кај клиентка па нели сега има доста нови техники на изработка, на нијансирање, на балајаш, на highlights, така да. Кои фризури се сега модерни? Што се носи? Што... Па, например, плавите, секој сака да бидат плави, си остануваат, бринет, што се, повеќе сакаат малце посветло, не многу светло. Значи, секој со желбите. Секој со желбата, да. А што е со формата на фризура? Кој тренд се најавува оваа сезона? Ајде, пролет, лето, што какви фризури се носат? Па, највеќе ги прават тие butterfly cuts, што ги викаат. Тие се најчесто барани сега. Добро. Butterfly е тоа со степени. Со степени, така е, да. Кога има степени? Кога има повеќе степени, за повеќе волумен, за поубава, поздрава коса. Да, побојна, поздрава коса. Но што е со оние кои што имаат ретка коса? Со тие што имаат ретка коса, тие најчесто, например, идат на пократка варијанта, до раменици, да. Или боб Или некој... боб, да. Дали се препорачуваат шишки на ретка коса? Јас не би препорачала, затоа што, например, шишки во главно да правиш, тие бараат многу обврска. Ако не е, например, тип што често си ја средува косата, не би препорачала. Може да изгледаат меси, како што викаат американците. Или, мислам дека тие шишки на коса без волумен изгледаат уште поретко. Поретко, да. И многу изгледаат како залепено за челото. Нели? А која фризура ти си ја практикуваш за тебе? Какви
стилови на фризура сакаш да За носиш? мојата коса? Да. За мојата, јас имам многу доста повина коса. Јас обично си ја, нели, може малце подолго од ова сега што го имам или на пример малце пократко. Тоа е Не тоа. сакам јас многу степени, така Рамна ти е? Рамна ми е по. Подолга или пократка, тоа што е со бојата. Со бојата, јас повеќе за мојата коса, на пример, правам балајаш, затоа што изгледа поприродно. Нели, ние секогаш имаме време за другите, но не за нас. Секогаш тоа така. Така да, повеќе на тоа, на пример, не бара толку често да треба да ја правиш. Е полесно за одржување. Дали се грижиш ти за стилот на отец Константин, дали го шишаш? Да. Така? Да, нема проблем за тоа. Да, дури син ми кажа, академик, мама, дали може да одам во салон да се шишам. Значи, дај веќе мама. Да. Мама најубаво Ама го дома, знае. да. Така, супер. Има ли некои правила, Лидија, кои што се однесуваат на тебе како сопруга на свештеник, како пападија, за тоа како да се облекуваш, колку шминка да носиш, како да изгледаш? Има ли некои така прописи? Непишани правила? Нели, секогаш тоа треба да биде во границите на нормала, пристојно да изгледаме, нели, не е во црква да отидеме по кратки сукњи, панталони, нели, секогаш тоа треба да биде пристојно, сепак идеме во црква. Така. Скромно. Скромно, да. Пред се. Да. И нели дрескодот за црква треба да е така, поформален, поскромен. Скромност, нели, сукња, да не биде се голи рамења. Голи раменици, како да и скинати фармерки. Скинати фармерки. Се случува ли тоа да го видиш во црква? Па се случува, да. Не толку често, например за тие некои што не доаѓа толку често. Може би например, не знаат. некогаш, да, може и не знаат, се немаат консултирано и знаат некогаш да дојдат. Така да, многу ретко, ама се има. Сум видела. Еве да ги разграничиме на моабетов тие правила, дека за во црква да се влезе, зборуваме да се запали свеќе, да се присуствува на литургија, треба да си формално облечен, поскромно, пристојно, да нема и скинати работи, да нема голи раменици. А што е со главата? Дали главата треба да е покриена со шамија или тоа е право на избор? Па тоа е право на избор, по мене. Да. Не секој може, кој сака, да, така? нели сега ако веќе практикуваш тоа да го правиш, например треба да го правиш секоја недела, ако не практикуваш, не можеш ти сега оваа недела јас сакам да носам, другата недела не сакам да носам, значи или го носиш или не. Што е со кондурите? Мора да се, нели, пристојни кондури, да не се тоа патики? Или да бидат затворени, да не бидат со голи прсти, како сандали, например. Така, било лето, било потопло, не е битно да се со затворени. Да така нема сандали, да нема, како што рече, голи прсти. Што е со патиките? И патики не се, нели, препорачуваат за влез во црква? Па не се препорачуваат, ама носат се. Нели? Не може. Не можеш сега да ептен да се смени. Да. Но убаво е да се почитуваат некои. Убаво е да се некои... почитуваат, нели, зашто кога одиш во ресторан, се дотеруваш, ја носиш, нели, најскапата облека, изгледаш сакаш да изгледаш најубаво, истото треба тоа да го правиме и за во црква. Знаеш како сум ги приметила американциве, нели, тука сме во Америка, кога они имаат црква и кога ќе ги видам излезени на ручек после служба, па тоа изгледаат со најновите фустани, штикли, кој како си ставил капа, мажите се сите во костими дотерани, со вратоврски, со кондури така дотерани, буквално се гледа дека доаѓаат од црква. И мислам дека тоа е еден убав пример. Пример, да. За тоа како е убаво да се оди на црква. Така да, ако не сега, нели, не си ја искористиш, зашто би купувале толку многу нови работи, ако, нели, не ги носиш кај што... Да, но сепак мислам дека има многумина не знаат. Мислам дека треба прашаат да се едуцираат, затоа се и... Особено помладите. Да, особено помладите, затоа сте вие таму, за секој кој што има прашање да го одговори. Да. Кажи ми, Лидија, за ручекот за во недела, кога имате, нели, после литургија, кој се грижи за тоа? Дали учествуваш во некои рецепти во кујната, знаеш да дадеш совет? Па, во главно во недела кога е, например, си имаме направено како група, нели, секој нешто си носи од дома, се договара дали тоа ќе биде само една жена, две жена, во главно, например, кога некој има слави роден ден, нели, си носи, сака да ги почасти другите. Ако некогаш, например,
има повеќе, на пример, имаат како состанок, нели се договараат како да донесеме сите по нешто за да има и повеќе храна. Поглавно тоа нели зависи дали ќе биде посно или мрсно, нешто така поедноставно за во кафе. Па За така со некако се нешто, договарате. Што е со, нели, сите имаат полесен и поубав ден, на некој не му е денот. Што го советуваш ти, отец Константин, кога него не му е денот? Кога е он некако изнервиран, натажен, така. Ето, едноставно не му е денот. Како ти си тука во улога на попадија? Што знаеш да му кажеш? Па, нели, сега секој не е лесна неговата работа, нели, со тоа што он го прави, нели, со исповед, со секакви, нели, муабети што ги има. Нормално е, нели, некогаш да дојдеш во таква состојба, нели, да, нели, сакаш да помогнеш, нели. И обично гледаме како да излеземе заедно, колку чисто да не мисли на тоа, нели, да прошетаме, да Се разбистри главата. така е. А обратно, што е кога тебе не ти е денот? Ете, кога едноставно не оди. Какви совети ти добиваш од твојот сопруг? Нели, тако дека, нели, ќе помине се, дека, нели, не може Не е крај на светот, не е крај на светот, претпоставувам. да, нели, некојаш мора и да има и такви денови за да не направи посилни и по Така. Каде сакате да патувате со отецот? Каде одите? Каде сакате да го поминувате времето заедно? Па заедно од кога сме овдека имаме и дено во Флорида бевме, нели, има уште многу доста каде да се види. Да, што да се види, особено тука. Во Европа имаме доста прошетано, во Италија 2 пати, во Грција. Че сакате да си Да. шетате, сакате да Така е. посетувате нови места. Да. Одите ли за Македонија? Одиме, да. Секое лето, Па претпоставувам. скоро, да, секој лето. И како ви се чини вака Македонија од страна кога доаѓаш да ја посетиш и знаеш дека не си задолго и нема да се вратиш да живееш таму, сега за сега. Така е. Па тоа беше се случи првата година, од кога сме дојдени, кога отидовме прв пат, после 3 години, нели можеш да видиш малце повеќе разлика, дека се е малце по-тесно, по-мало. Тоа беше малце по-чудно. Да. После тоа вели, поче повеќе да одиме секоја година и повеќе се навикнував. И се навикнуваш Да. некако. Не ти смета ништо, си навикнал. Така е, да. Се Нели враќаш, си ги си имаш одиш. твоите. Да. Ќе одите ли годинава за Да. Македонија? Ќе си ги видите најблиските. Најблиските. Децата сакаат да одат, се радуваат. Сакаат, да. Сакаат да одат, сакаат да останат цело лето. Да. Убаво име Убаво со име, да. баба, со дедо, со најблиските, роднини, пријатели. Одите, претпоставам, може би ќе одите Охрид. Така е, да. Ќе одиме, да. во Планинско. На нели како што викаат најсветото место Да. во Македонија. Местото е така што вие сте се запознале и сакате ли да поминувате и време таму, може би да го видите и местото каде Да, што сакаме да одиме сакаме сега кога ќе одиме ова лето, сакаме да прошетаме малце повеќе низ Македонија, за да им покажеме повеќе и на децата, нели, Македонија, Охрид, Струга, тие ни се плановите. Така. Да прошетаме малце во Македонија. А во кој дух ги воспитувате децата? Претпоставам 24/7 се зборува на македонски јазик. Да. Дома кога сме, нели, најчесто зборуваме македонски, многу добро им оди, на пример се Браво. зборуваат. Сега кога се со деца, нели, многу е полесно да си вратат меѓу себе на англиски, што тоа ние ги коригираме, нели, на македонски. Ако се веќе со наши деца што се дружат, се играат, се обидуваме да ги тераме повеќе да зборат македонски. Така, и со вас сигурно зборуваат на македонски. И некако децата овде се навикнуваат дека со повозрасните се зборува на македонски. И тоа си враќа нормално на македонски, ама кога ќе дојде помеѓу дете со дете, тоа некако малку е потешко да се искорени. Еве, моите 2 деца дома помеѓу себе зборуваат на македонски, односно на гевгелиски, затоа што јас сум од Гевгелија и по дома им зборувам на гевгелиски, така што знаат и на дијалектот да фатат, знаат некој збор на битолски да кажат, затоа што мојот сопруг е од Битола, но сепак знае и некој зборче на англиски да пролета, така што мислам дека Сите деца тоа го прават. нели, не е Така е. ништо ново, ништо чудно, Да. тоа е живејќи
Никогаш не Америка. можеме, нели, колку и да се трудиме, е тешко за нив, затоа што ни исто доста време поминуваат во школа, каде што им е полесно да вратат одма на англиски, што ние, например, никога знаме да речеме не ве разбираме како, Да, и ке прашат на македонски. да, Ма нормално е, по мене. точно, да. Но се дур не разбираат, знаат да го зборуваат македонскиот, одат во Македонија, зборуваат на македонски, на прав пат си. Така е. А што е со религијата? Ги знаат сите обичаи, ги знаат сите празници, почитуваат се. Почитуваат, да. Нели, машкото е малце поголемо, помага во олтарот, заедно Браво. на литургија. Браво. Значи веќе се вклучува Се на еден или вклучува, друг начин. Женското е помало, нели? Машкото, како што кажав и претходно, веќе почнува да пости, го навикнуваме. Девојчето е, кај да е, веќе ќе почне. Така. Така, Се надевам и сигурна сум дека отецот е горд на оно што го гледа. Да. Си го гледа синот до себе. Да, ја знае целата литургија на памет. Браво. Да, минатата недела пеа со хорот. Така да. Браво. Може би има ли амбиција да оди по стапките на тато, синот? Па, не знам, ќе видиме. Ќе видиме, Да. а? Не се знае. Да. Сега за сега кажува дека сака да биде фудбалер, па ќе видиме. Добро, тоа е Да. некоја пасија на машките Да. деца, која што во еден период сакале или не келе сите ја имат. Сите. А девојчето по стапките на мама може би или Па да, така? можам да кажам дека да. Сака Повеќе да- по козметички одел, по ногти, по такви работи, шминки. Сака да ја гледа мама како шиша, како Да. Супер. Значи, децата се овде, вашата нели, неголема поддршка. Лето одите Македонија, ќе прошетате, кога се враќате назад. И нели се започнува со обврските и сето тоа. Каква им е транзицијата и промената на децата? Како они се, нели, цело лето слободни, сега тука, затоа што, ја знаеш, пример, одиме Македонија и кога се заминуваме од овде, тоа е се фала, поздрав, убав ден, кога се враќаме назад, го нема ни фала, ни убав ден, некако тие навики кои што им ги стекнуваме овде во Америка, кога ќе одиме Македонија и се вратиме назад, им избледуваат. Дали тоа се случува и со вашите деца? Да заборават на некои основни навики кои што им ги кажувате овде и да се опуштат малку повеќе назад во Македонија? Па да, се опуштаат, можеме да кажем дека се опуштаат доволно, нели ги гледаат само тие 3 недели, додека сме таму и се е дозволено да се прави, што например и додека сме таму се трудиме да биде се тоа под контрола, да нема толку многу размазување, такви работи, пошто е многу тешко да се вратат после назад. Нормално. Во нормала, да. Но сепак, нели, воспитувањето на деца и како е една убава улога, но и најтешката улога Да. на мајка која што можеш да ја имаш, освен нели што си попадија си мајка, сопруга, која ти е најтешката улога од тие 3, Од тие 3, па мајка, нели? да. Нели тешко е кога знаеш дека се треба сам да направиш, дека нели со сопругот, дека немаш близок некој да дојде да помогне, да не е лесно да дојдеш во друга држава и да почне се. Лидија, напорно ли ви е, еве, немате помош, сами сте, се соочувате, нели, со недобри, нели, деца се разболеле, треба да се оди, нема кој да ги чува. Од таа страна, како поминуваш низ тој проблем, како, нели, треба да одиш и на работа, Да. сопругот треба да оди на работа, децата се овде, вамо, тамо, ете се разболеле, кој што реков, имаат, нели, проблеми, нешто. Како е да се биде сама овде со сопругот и двете деца? Па тешко е, нели, кога нема некој да помогне, ама се снаоѓаме, нели. Добро е тоа што на пример сопругот е малце послободен во врска со работата, нели, може да ги земе со него, да остане ако треба екстра ден дома, ако не е освен ако не е празник, да мора да биде, нели. Што тоа е малце поолеснително, на пример да биде и он да има работа, на пример кај што мора да биде 5 дена во неделата, да не може да земе слободен ден, тогаш би било сигурно уште потешко, но сега за сега е добро, се снаоѓаме. Флексибилен. Флексибилен, Мислам, има, повеќе. да, има работни обврски, но сепак флексибилно работно време. Флексибилно. Може да е до 9 навечера, може и да, нели, замине и порано, да дојде подоцна. Дали ти вака од страна сега, како сопруга, нели, на свештеник, убаво е да се биде попадија? Па убаво е, да. Да? Да. Затоа што основната тема на овој муабет и идеја ми беше сакам да имам
сопруга на свештеник во подкастот. Сакам да разговараме на таа тема малку женски мобети, затоа што секогаш свештениците се во прв план, секогаш они се тука нели главните, секогаш нив ги има по телевизија, по камери и се. Сопругите тука се до нив, ама никогаш вака јавно не излегле да кажат што мислат, кои се, како се, зошто се и како се снаоѓаат како попади. Па, нели, оние имаат улогата на свештеници, али ние имаме скоро слично како и нив, пошто нели ние сме дел како со нив заедно. Како раката така да, продолжена. раката продолжена, така да нели. Оние има таа главна улога како свештеник, а ние како попади. Како што реков, продолжената рака за... Да, каде што ние нели сме во исто како во таа нивна мисија, нели за да бидеме пример, да помагаме, да пружате пружиш помош, поддршка, нели, за општеството. Лидија, со што си се соочила вака проблем, некој кој што требало да се реши од тебе? Има секакви луѓе, секакви проблеми, секакви ситуации. Каде ти си се пронашла дека си помогнала многу? Затоа што ти си како владател во сенка, да речеме, како ветер во грб. Какви жени ти доаѓаат? Мислам, сите луѓе ти доаѓаат да ти ја кажат маката. Што би издвоила вака како ситуација во која што можеш да кажеш да, јас таму помогнав. И горда сум на тоа. Па не знам сега дали имало конкретно како нека ситуација дека нешто е како многу дека нели посериозно, конкретно, нели освен тоа нели што си го прават како исповед кај што одат кај свештеникот, али воглавно биле многу ситни работи, нели помагање са околу црквата, празниците, за повеќе за такви работи. Не доаѓал некој да, нешто на пример кај што големо, бомбастично. Така е, да. Не е ништо така посериозно, да речеме. Посериозните работи, нели си се во консултација со свештеникот кога се оди на исповед, на нели кај што е тоа само измеѓу не свештеникот и личноста што си има потреба да си се искаже, кај што му е тешко, нели тоа си е нормално. Исповед. Во твоите очи, како ти го гледаш твојот сопруг? Каков е свештеникот кога не е свештеник? Значи, каков е отец Константин кога е само Константин? Тоа е тешко прашање. Кај ме праша се? Да, вака. Значи, нема некоја голема разлика, нели, за да кажам дека нешто е поразлично од тоа, нели, кога е свештеник и како сопруг. Можам да кажам дека нели е грижлив, секогаш внимателен, нели. Тука за фамилијата. За нас, се грижи. Што сака да прави отецот во слободно време, кога не е на служба, кога е така слободен, кога сте сите дома заедно? Кога сме сите дома заедно, нели, со друштво да се видиме, спорт, сака спорт да игра. Така, заедничко хоби кое ви е? Што сакате да правите заедно? Одиме гледаме филм, парк, со децата. Слободни заеднички активности. Така што приватно, очигледно отецот е она што и е работно. Така е. Неговата персоналити, како што викаат американците, или личноста во него едноставно, затоа што е достапен 24/7, исте дали е на телефон, дали е со некој во живо, дали е дома. Дури кога нели недела некоја знаеме кај ќеме сега после црква, одиме на ручек и телефонот звони, луѓето нели дали се во црква, може да дојдеме. Нели да си во кажат. Во консултација со нешто, така да. Лидија, си присуствувала овде на македонски свадби, на македонски крштевки, на македонски забави? Мислам, да. во црквата? Во црквата, да. Доаѓаат, се прават свадби. Свадби, да. Има македонски крштевки, има македонски невести, има македонски... За свадби не сум била, се уште тука. Добро. За крштевки, да. Да, има, мислам, дали во црквата се прават веридби, дали отецот знае да ги, нели, како што ги крстева децата, така и да ги венча младите. Дали си присуствувала можеби на таков чин? Сум била, како што кажав, нели сум била на крштевка, кај што сме биле и кумови.
браво. Да. А за свадба, кај што бил само сопругот, нели, свештеникот. Така. На венчавка, ама не сум ги познавала луѓето. Нормално, чисто така, Да, гледаш. Да. А од страна вака како гледач, нели? Си била, нели, се случувале такви работи во Македонија и овде. Разликата која е? Какви се тие чинови во Македонија во црквата кога се извршуваат и овде во црквата Света Петка во Чикаго? Исти се. Нема разлика, нема нели? разлика, да. Лидија, кажи ми за твоето одење во црква. Секоја недела си таму. Но што е со обичните денови? Знае ли Лидија да помине, да види како е сопругот, да оди на работното место, да го поздравиш, изненадиш, но и да бидеш, нели, дел од самата црква? Да. Па, многу тешко, затоа што моите работни денови се од вторник до сабота и се скоро цел ден, од сабајле до вечер. Многу ретко може да одиш, да. Значи, дефинитивно си... Освен ако не се падне некој голем празник, па чисто да, нели, да земеш слободен ден или да одиш покасно на работа, за да присуствуваш на литургијата. Те гледаат ли колешките на работа поразлично, затоа што си сопруга на свештеник? Знаат ли така да те гледаат со малку така? За овдека во... во Па не. Америка, Нема, они... Не, нели, има се од различна држава. Да, така различна да традиција. немаат нешто, традиции, религијата е многу малку поразлична од другите, така да. Не се Не е дека соочуваш. нешто за нив е тоа... Голема работа. Да. Затоа што они нели си се католици, поголемиот дел од Католици, нив. да. Си ги слават нивните... Така, си ги слават празниците и Празниците. немаат некој, не знам, осет, да Осет. речеме, која си ти, која е твојата улога, што правиш и Така е. чија сопруга си. Но што е во Македонија? Кога пред да дојдете Во овде? Македонија, да, тоа беше... Така, им беше малце чудно како е жена на поп, нели? Те знаат Да, како што Претходно? правиш ти сега дома, нели? Како е како е како денот. да, како ти оди денот, како што е тоа што вие го правите сега дома, нели? Тоа беше малце Поразлично. поразлично. Затоа што очигледно на работа колешките те знаеа и пред да Пред. станеш попадија. Така. Кога беше само Лидија, Да. си работиш, си одиш на На нели на работа. обврските на работа, си стилизираш, си Да. стрижеш, си работиш и потоа се случува пресврт. Колешките те гледаат Да. малку поразлично и почнуваат тие прашања. Како Да. е да се биде сопруга, какви обврски имаш сега, и сега Да. што ќе правите. Значи се соочи со тие сладки моабети од колешките, прашања. Како Така е, да. Тоа беа како во врска со постите, нели со службите, со празниците, околу празниците. Такви беа тие прашања од нив. знаеа ли да се соочат со тебе, да им дадеш совет како да го празнуваат тој празник, што да се прави Што се тогаш? прави, да. Да. Кои се твоите совети кон тоа? Како да се празнува Великден? Каква да биде трпезата? Што ти советуваш како попадија? Па нели за Великден е еден од најстрогиот пост, нели кај што нема кај што не се јаде месо, риба, нели млечни производи, и тоа е еден од најдолгите, најтешките пости. Така да знае да се консултираат во врска со јадењето, нели, како што... За некој месец повторно пости. Мислам дека следниот пост е за Свети Петар. Петровденски пости Така. во јули. Во јули се Петровденските Јули. пости и тие ги постите. Потоа доаѓаат постите за Голема Богородица, за 28 август. И тие секако нели ги постите. И сакам да го Среда, петок си така, се редовни среда, петок пости. редовно. Што јадеш во среда, што во петок кога се пости? Па, нели, зависи. Без месо, обично дома си правиме ориз, такви работи. Леќа, граф, граф. нормално да. такви македонски Такви, да. традиционални јадења. Македонски традиционални. Не знам, сакам да те прашам за 28 Голема Богородица и Мала Богородица. За сите оние кои што се викаат Марија, како јас, например, многу често настанува дилемата кој е нашиот именден. 28 август или 21 септември, кога е Мала Богородица. Што е правилно? Мислам, вака како попадија може ќе ми дадеш совет. Да ми ја разјасниш вечната дилема за Да. тоа кога се прославува именденот на Марија. Мислам дека беше на 28 август. Август, на да, Голема кај на Богородица. Голема Богородица. Така, тогаш оние што се викаат Така, Марија Марија. си празнуваат
Така, на големо. Така и мислев искрено, но сепак, нели, прашај си Да. сопруга на свештено лице и ќе биде разјаснета дилемата. Исто и ти си славиш, нели? Да, си ославиме Лидија, Света Лидија. Сега беше скоро. Сега скоро Да. го прослави, Направи, нели? Да. Во Си кругот кршиме на лепче, нели, дома со неблиските. така си прославувате. Како што реков, ги прославувате сите 4 Имендени, празници да. имендени. Да. Што е со одењето по гости? Кога ве викаат да одите на гости на именден? Затоа што ти самата ја подготваш, нели, трпезата, сакаш да готвиш. Ти влегува ли трн во око каде што треба да има нешто, не треба да има нешто? Знаеш ли да најдеш мана на другите? Кај што одам? Да, слави, имендени. Па, нели, ако постиш, а одиш некаде кај што, нели, луѓето не постат и ти пренесуваат, нели, јадење, сега не сме само ние присутни, ама знаат некојаш да направат и постна и мрсна храна, каде што, например, би ги угостили и едните и другите. Значи може да има и така и така. И таква, например, што тоа, нели, секогаш би рекла, може и не е баш најправилно, нели, кога се пости, се знае дека секогаш треба да има постна трпеза, а кога се мрси дека секогаш Треба да е мрсна трпеза. Барем за тие денови кога се. Така. Дали психички се припремаш кога доаѓаат постите? Дали така ти доаѓа? Зашто рече, нели, постите доаѓаат, дај веќе да се испостиме, доста беше мрсно, но што е со психата? Колку знаеш да паднеш или веќе си навикната? Па, веќе сум навикната, така да кога веќе знам дека идат, нели си викаш од утре веќе постам и тоа е тоа, веќе нема да конзумираш мрсна храна, нели се одрекуваш од тоа и си почнуваш со постите. Така. Имате молитва пред јадење секој ден? Пред јадење, да. Зашто се однесува најчесто молитвата? За, нели, една универзална Да. или така? нели за храната што ти ја дал, Да се помолите да се помолиме, да. За тоа најчесто претпоставам отецот тоа Да. го прави. Да, сите заедно си ја повторуваме. Претпоставам и децата ја знаат и сите. Тоа секој ден го правите? Еднаш на ден или знаете и неколку пати? Па, кога еднаш на ден сигурно, нели? Сега јас се веќе малце покасно од работа, кога вечераме, обично гледаме да биде тоа, кога сме сите заедно. Така да. Денес малце и покасно. Денеска е малце покасно ке, но добро. Ајде, Од оправден со оправдување. причини, да. Да. Знам дека кога се слушнавме со отец Константин за ова снимање, ми рече, леле, морам да ја убедам. Значи, и баш ми е драго што те убеди да си овде. Па, јас обично, нели, не сум некој тип што е така поопуштен за пред камера. И како ми кажа, како демек Марија вика, те покани во емисија, дали сакаш да бидеш гостин, јас викам, не знам дали јас ке можам тоа да Не да ќе. го направам, Не. како. И во смисла рече, нели, убаво е, има убава замисла за подкастот што го Да. прави. И викам, добро, ќе пробаме. Ајде, ќе се Да, пробаме, ќе па што е пробаме, си тука. реката, да. Да, и навистина, Да. драго ми е што те убеди да дојдеш и што Имаш убава идеја. ти благодарам. Па да, идејата е Да. да се промовираме ние како наши овде, да си ги видиме достигнувањата, да си ги кажеме маќите, да си споделиме среќни моменти, различни професии, меѓу која што и сопруга на свештеник Попадија. И си реков, нели, свештениците се секогаш во прв план, сопругите се овде до нив, но дај да ги слушнеме и нив, нивната Нивната страна. приказна, нивната страна, како се чувствуваат по дома, какви обичаи средат, ги средуваат ли сопрузите за на литургија? Да. Предпоставам го пеглаш Да. оделото на Мантијата, мантијата, да, мантијата. ја средуваш. Да, тоа си го правиме ние дома. Нели? Така. Со сопругите. Колку манти има Па отецот? има доволно. Има доволно? многу, да. Различни? Различни. Мислам, бојата е иста. Црна, со различни везови, од кај што си ги порачува. Така да, има доста. И Попадијата е задолжена за Да. За мантијата, средување, за да. средување. Не е воопшто тешко. Има некој начин на кој што Материјалот. материјалот, така. И бара некоја посебна грижа и нега во начинот на перење, на пеглање, Да. Во перење, нели, не многу, на центрифуга. не. С- На нели деликатес, Да. на понежно со поладна вода, не многу жешка и
нели ја вадиш од машина и ја пеглаш. Веднаш. Најлесно е и најбрзо ако одма ја сведиш. Тоа да си се исправи. Да биде Значи, се. попадиите сте тие кои што се грижат Да. за облеката што се вика на... Да. А одеждите што се например што ги носат, во црквата имаме верничка што ги шие, многу добро. Браво. Си работи, ги шие и додека она се таму си ги средува. Значи има жена Да. која што е задолжена за тоа, Да, она ги шие, им прави померка, померка, да. само на од Светопетка или од Па, мислам дека само дека има и за некои други правено, ама најчесто за нас. Мислам, Македонка? она, Браво. Значи жена и за си е тоа. шнајдерка, си има тоа работела порано и си ги она ги прави. Браво. Секоја че е за тоа. Да, например за такви ситни работи што се како за на олтар, за она ги прави. Така. Има жена задолжена за тоа. Да. Остана... Она си ги прави, она сака од неа да ги прави, не се тоа е она што ја исполнува. Останатото на попадијата. Да. Што се однесува и за фризурата, во овој случај не е ли нормално сопруга, што се однесува и за стилот. Знае ли отец Константин да те праша за облека надвор од работата? Значи за стилизирање, за излегување, за така, нели жените знаат и се упатени повеќе во модниот свет. Да, знае да се консултира, например, да кој идеме некаде, например, што мисли за ова, како ми стои, дали ова кушала со овие панталони, чисто да побара совет. Знае. Како машко знае. Да, како машко знае. Што мислиш ти, како ми стои. А знае ли да е обратно? Каде Лидија со тоа сега дај смени, пресоблечи се? Па, не многу често, нели? Зависи од на која прослава се оди, нели? Каде одиме, во главно потоа знае како да и се облекуваме. Не е дека јас нешто и премногу, нели, разголено да кажам. Така. Дека се носам, сепак пак идеш кај што ќе има нели луѓе, кај што ќе те видат и не сакам да едноставно да речат као видеа. Сега не е во црква се облекла како што не треба. како што не треба. Лидија, колку попади се запознала овде во Америка? Па имам запознаено многу, нели од Индијана, од Охајо, Детройт, кај што имаат нели конвеншенот кога има во септември, обично се сите цркви поканети од Америка и Канада и кај што сите имаме како една дружба заедно. Тоа е доста интересно. Предпоставувам најмлада си. Да. Така? Мислам дека сум најмлада. Мислам дека ако не има може помлад од мене, ама не сум сигурна. Значи тука си меѓу Тука сум, најмладите. меѓу најмладите сум. Останатите се со, да речеме, 50-60 на години, Па 40. над 40, тука некаде. Да, од 40 па нагоре. Предпоставувам ги секако поддржуваат своите сопрузи во тоа што го прават. И какви моабети споделувате попадија со попадија? Зашто знаете да разговарате? Па тоа се општи мабете околу децата, нели? Местото на кое живееш, кога идеме, например, кога би дошле тука, каде, што би посетиле, што да видат, кога ние би оделе таму исто, например. Што е тоа што би го виделе, што е така интересно. Во главно се такви работи. Такви моабети. А какви формални гости знаат да ви дојдат? Так, посвечени лица, освен владиката? Владиката и останатите свештеници. Така, знаат да ви дојдат дома. Сте пречекувале други некои делегации кои што ви дошле, некои министри, министерки, некои така, повисоки функционери? За дома не. А во црквата? Во црквата, да, има доаѓано конзулот од амбасада. Значи знаат да поминат, да знаат дојдат. да поминат, да. Знаат да дојдат, например, и од имаше пред некое време од некоја организација имаше луѓе некои што доаѓа чисто како да видат црквата, ја слика. Така. Така да. А што има е? посетеност. Значи знаат да дојдат. Знаат да дојдат, да. А што е со оние познатите лица? Кој познат лик ви дошол во црква? Од познатите мислам дека беше Владко Лозановски, ако не се лажам. Така, 95-ка. Кога беше Кога конвенцијата? кога беше тука? 2022. Да. И еве годинава повторно конвенција во црквата Свети Кирил и Методи во Вилобрук, но сепак
вие ќе бидете Да. присутни, таму ќе сте, нели Да. мора да се подржи сето Да. тоа, затоа што е пред се собир на сите македонци, на сите цркви Така. овде, на сите оние кои што веруваат Да. и кои што сакаат да се таму. Да, убава дружба е, мислам дека тоа е една од така поголемите што ја имаат, кај што нели сите може да се видиме заедно, сите сме дојдени за истото, да Така е. споделиме, нели, Да си помоабетиме, да се помоабетиме, видиме. да се видиме. Така што конвенцијата оваа година се случува на првата недела во септември. Така е. Првиот викенд од Првиот викенд. септември. Му доаѓа Labor Day овде, тој викенд, Да. нели, денот Секогаш е. на трудот во Да. Америка е секогаш тогаш и секоја година е на различно место. Но еве, годинава е овде во, како што реков, Вилобрук, ќе биде интересно, ќе се дружиме, ќе се гледаме, ќе бидат сите присутни таму, ќе има многу попади да. присутни, така што ќе имате и за што да се видите, да се Да. зборувате. Ќе се подготвувате некако специјално кога доаѓаат конвенциите, имате некоја специјална подготовка како свештеник и сопруга на свештеник? Па кога е конвенцијата, нели, си имаат повеќе свештениците, си се координираат, нели, од ивентот, како, например, нели, забавите што ги прават на гала најт што имаат, нели, си имаат нивна организација, ние во главно, нели, на службите одиме, знаеме да прошетаме заедно, Така. со децата да поминеме време заедно со другите, нели, да се видат, да си кажат нивни работи за школа, за спорт, за такви активности. И нели во вечерта кога ќе се собереме, кога одиме заедно на гала вечерта, вака за консултација во врска со, например, со ивентот, не. Нема Немаме, нешто ние немаме толку голема улога. улога во сето тоа. Да. Но имате јавна улога, имате улога која што нели сте пред очите на јавноста нон-стоп и сакам еден твој совет. Лидија, како сопруга на свештеник, како попадија, имаш јавна улога. А кој е твојот совет кон сите оние кои што се носат со таа улога, но и сите останати жени кои што имаат на еден или на друг начин јавна улога, односно се изложени пред очите на јавноста така малку повеќе и почесто? Па, вака, јас, например, од моето искуство, например, јас уживам во тоа, например, ми е, како да кажам, задоволство, привилегија ми е, нели, религијата си е таа, Така. со тоа што, например, нели, нема нешто што би Би го сменила, сменила, да. Туку си уживаш во тоа што си, да. убаво ти е, Убаво ми е, се носиш, нели, да. така што секој очигледно Е што предизвик, но сепак си е твој предизвик. твој предизвик, да. И не е лесно, ама Не е сладко. лесно, да. И претпоставам дека сите оние кои што се соочуваат со некаква си јавна професија, да се носат со тоа и да се горди на тоа и само напред. Да. Така што и тебе би ти посакала само напред, да се носиш со улогата која што си ја имаш како и досега, со крената глава и гордо. Ти благодарам што беше моја гостинка, што прифати да дојдеш на подкастов. Се надам дека прашањата ги одговоривме на тоа како е да се биде сопруга на свештеник, како е да се биде во улога на попадија и се надевам дека многумина можеби ќе разберат која е другата страна на медалот, односно како живеат сопругите на свештениците. Така, ти благодарам на поканата. Се надевам дека, нели, видоа дека не е баш едноставно да бидеш попадика и дека треба да се носи да се носи со тоа, да. И да си горда на тоа Да што си си горда на како што тоа реков. што е, да. Ти благодарам, Лидија, уште еднаш, да го поздравиш отец Константин и се надевам дека во некој од следните изданија ќе го имаме и него, да си ја раскаже својата судбина, својата приказна и една друга страна на медалот да видиме од свештеникот. Драги мои, се надевам дека приказната на мојата гостинка, Лидија, ви беше интересна и необична, да ја слушнете другата страна на медалот, односно како е да се биде сопруга на свештеник, односно попадија. Ми беше драго што се дружевме и ова издание на подкастот. Лайк, сабскрајб и шер на каналот Марија во Америка. Јас сум Марија Главчева и се гледаме следната среда со нов гостин и нова епизода. Чао!